Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со Горан Ѓуровски Зевзек, носител на советничката листа за општина Центар од група избирачи. Татјана Чакулев, носител на советничката листа за општина Карпош од Независни за Карпош. И Драган Ангеловски Гаго, фитнес тренер. Останете со нас до 11 часот. Еве сме назад, почитувани гледачи, после утринските вести. Добре дојдовте во уште едно наше дружење, каде што сме нели во другиот дел од студиото и ќе продолжиме да со нашите разговори, меѓутоа и овој пат со нашите гости. И сега вие ги видовте гостите од Форшпанот, меѓутоа ние сакаме да кажеме дека Татјана Чакулев нема да не дружи денеска во емисијата од оправдани причини. Се надевам дека ќе имаме можност да ја видиме во некое друго издание овде на Здраво Македонија, меѓутоа другите гости се тука. Драган Ангеловски Гаго, фитнес тренер, кој што не ни е прв пат овде гостин во Здраво Македонија и ми е навистина посебна чест што е тука, затоа што треба малку повеќе да зборуваме за здравиот живот и се она кој што се случува во фитнес индустријата. Драган, ти благодарам на поканата и добре дојде во Здраво Македонија. Благодарам. Ете така, имаме уште еден наш гостин, кој што е впрочем и наш колега, меѓутоа сега го представивме како носител на советничка листа за општина Центар од група избирачи, а тоа е Горан Ѓуровски Зевзек. Ѓуро, јас може така Ѓуро да те викам, така си да викаме ние. Добре дојде во Здраво Македонија, гостин па често си гостин кај нас. Добро ве најдов, поздрав до вас и до вашите гледачи. Да, баш ми е драго и колешката Александра ќе биде заедно со мене. Александра, се надевам дека ти си подобра, ти имаше нешто настинка некоја, сега си одлична, така добре дојде. Периодот е време на настинки и вируси, така да на сите им посакувам пред се добро здравје, а се друго ќе се дојде. Иако некако политикава меша прсти во сите аспекти. Па да започнеме со Ѓуро, бидејќи политиката ќе не биде актуелна викендов, односно на 19 ни е гласањето. Ѓуро, од актер аматер во аматер политичар или која е комбинацијата? Па двете измешано. И сега сум збунет, не знам кај се пронаоѓам. Интересно е што често велите дека политичарите ветуваат се, особено предизборно. Тоа е и во вашата зевзекманија, односно на целиот тим на зевзекманија, одлично, саркастично го представувате како изборно се ветуваме, а на крај реалноста ни е сосема поинаква. Па еве како советник или како некој кој е дел од ќе биде дел во советничка листа на општина Центар, што сметате дека може да промените со ваше активно вклучување во политиката? Па сметам дека советот конечно треба да стане гласен, чуен, респектиран, не да се води инает во него, туку да се работи во интерес на граѓаните, а не во интерес на некакви си партии. И наетот го видовме некако низ призма на град Скопје, особено колку ние граѓаните го видовме и наетот со она што значи совети, немање едногласност и постојано некако го гледаме. Постои некој многу јак антигонизам меѓу партиите, они си инатат меѓу себе, а ние патиме. Јас решив да се кандидирам да го променам тоа ако можам. Доколку секако ми дадат доверба граѓаните. Мене навистина ми е многу чудно вака што зборуваме за политика овде со Ѓуро, затоа што секогаш кога бил гостен сме зборувале за зевзекманија, за хумор. Па мене ми е прашањето како Ѓуро се одлучи да влезе во овие води? Па пред да почне кампањата, почнаа разни видеа по социјалните мрежи и мене тие видеа што ги гледав ми беа така интересни, смешни. И викам, овие сакаат да влезат у мојот бизнис. Професионално сме. Да ми земат левот. Решив, пошто они не зезаат, малце ја да се позезам со нив. И еве си сега на советничка листа. Така е. Ништо не се очекуваше ли некогаш од себе дека или претпоставуваш ли дека еден ден ти ќе бидеш влезен во политика или ќе те има на советничка листа? Па сум ја следел политиката, но не сум планирал да го направам овој потек, но сега цврсто решив да го направам и ќе одам до крај. Роден си во Центар, живееш во Центар, целиот твој живот и работа и делување се движи во централното градско подрачје. Што најмногу ти смета? Пред се лично како граѓани? Па најмногу ми смета оваа пренатрупаност од згради. Јас живеам во Девар Мало, сите знаеме како изгледа Девар Мало. Така. И тоа се надоградува, Квалитет на живење. Квалитетот на живење никаков. Никнуваат згради, а подземната инфраструктура е иста. И ја очекувам некој лето сите да се заразиме. Кажи ми на тераса кога ќе излезеш од дома каде гледаш? Имаш ли често отворен поглед или каде? Па среќа што живеам во една од старите воени згради, така наречени во Девар Мало, и пред мене има едно паркче така фино.
Позади зграда има една интересна зграда со графити и така. Шаредило. Да. Значи не гледаш кај другите комшии да си одите на кафе од тераса на тераса. близко да си подадеме кафе преку тераса. Затоа што обично во Бармало, барем на социјалните мрежи, и не треба на социјалните мрежи, доволно е да прошеташ низ Бармало за да видиш веќе инфраструктурата каква и дека нели веќе тераса до тераса се зградите една до друга и немаш никаква се приватност. намирисува дека некој фрлил, ставил шепа, па ќе пробам да го спречам тоа. Ѓуро вака оптимистичен, ми се допаѓа твојот оптимизам. Меѓутоа кога зборуваме за политика, мислам Гаго тука нема што да каже затоа што доаѓаш од сосема една друга професија, тоа од фитнес индустријата, Негде каде што ја следи политиката. Да, негде каде што политика не се меша многу, меѓутоа еве како човек, да кажеме, колку пратиш политика? За жал сега малце е клише сега што ќе го кажам, ама политиката не е у секојдневието, сега морам да сум инволвиран, мислам контейнерите полни по улици, ги се соочувам и јас со истите проблеми. Меѓутоа, за разлика од политичарите, мојата професија, барем јас кога ветувам нешто, исполнувам. Така што, да, мислам сега тоа е во зависност од клиентите, меѓутоа, за тоа и не би можел никогаш во политика да се вмешам. Ама од друг аспект се соочуваме секој ден со проблемите што политиката нели ни ги наложува. Да. Го спомнавте ѓубрето и Ѓуро и Гаго и баш онако што го зборуваме вака и ние интерно помеѓу луѓе, некако политичките кампањи, Ѓуро, еве можеби ти повеќе ќе знаеш да кажеш, се сведоа на тоа ќе ви го исчистиме ѓубрето. Тоа не смее да влезе во политичка кампања затоа што ние, нели, значи тоа е нешто најнормално кој што секој граѓанин заслужува да живее во чиста околина. Така е, но за жал ни се случи тоа што ни се случи и сега нашиот град и општините во него изгледаат како некој стан во кој сте оставиле две малолетни деца сами и сега кога се враќате од работа, станот изгледа у хаос. Но колку е и до нас граѓаните? Бидејќи сите бараме државата да нешто го да среди, промени, политичарите нешто да променат. Колку е и до нас граѓаните? Еве вие сакате да промените и превзимате иницијатива. Колку е вашата околина пријатели се апатични, само се зборува, не се делува. Бидејќи да се разбереме, ѓубрето е и до нас. Ако селектираме, ако не создаваме многу отпад, нема ни да го имаме тоа на улица. За жал ние немаме навика да селектираме отпад, а немаме ни инфраструктура за да го селектираме и да го складираме таму кај што треба. Тие се едни исти контейнери и таму се фрла се. Затоа треба да има посебни контейнери. Ние тоа го немаме. Можеби ќе научиме да селектираме ако го имаме. Да. Се вели дека промената нели како беше она изрека, биди промената која што сакаш да ја видиш во светот. Сега да зборуваме можеби за политика, меѓутоа ајде да зборуваме и за промените кои што ги правиме со нас. Гаго, сакам да те прашам, да, нели, ако треба да го чистиме ѓубрето, да, треба да почнеме од нас, нашиот двор да си го видиме, нашата куќа, па да излеземе на нашата улица, меѓутоа што е со онаа ментална хигиена која што треба да направиме и во нас, што е со оние навики кои што треба да ги имаме ние како луѓе, па и се одразуваат нели после и во сите други пори на општественото живење. Меѓутоа, колку ние водиме грижа за себе, ете ти како фитнес тренер кој што долги години во оваа работа имаш искуство со многу клиенти во теретана, надвор од теретана, колку ние имаме навика кога ќе решиме да направиме нешто добро за нас, почнуваме нели од исхрана, сакаме да изгледаме добро, кога ќе почнеме од нас, колку се држиме за нашите цели? Сега, значи, рака на срце, последниве неколку една-две години гледам дека свеста барем се буди кај луѓето за што викаш ти таа ментална хигиена малце да потсредат. Фитнесот веќе се поактуелна и поактуелна тема. Особено заради седентарниот начин на живот. Гледате дека луѓето сите се на компјутер, мислам таква и во главно професиите модерни се на компјутер. И тоа си носи своји маки. Луѓето си искривени, ги болат, мислам, рамењата, грбот и слично, вратот, да. Телефоните особено не помагаат во целава процедура, да, така што луѓето се освестуваат. И сега, мислам, нормално е, јас, знаете како, јас сум спортист цел живот. Мене ми е јасно што треба да се направи, меѓутоа луѓето се изгубени, кога ќе дојдат кај мене, треба јас да сум тој што им помага. И нормално, знаете, сега на голем дел од луѓето им е срам да влезат во теретана, мислат дека луѓето ги гледаат, дека ги Затоа што не осудуваат. можеби затоа што се споредуваме, јас ке тргнам од себе со другите кои што веќе долго време вежбаат, а ние го немаме тоа тело, ја немаме таа мускулатура која што ја гледаме и не се чувствуваме баш пријатно. Ама сите некаде сме почнале, значи Да, не мора треба да луѓето биде се тоа освестат бариера. дека да. И тоа кратко трае, плюс ако се обкружиме со луѓе кои што ќе ни помогнат во целиот процес, е уште полесно. Да, така што ги охрабрувам сите кои што
можат да се нацртаат у теретана што има. Да дојдат и да почнат да вежбаат. Не мора во теретана, извини. Значи имаме, ова сум го кажал 100 пати, имаме ние услови за спортување и пред зграда да се симнеме, игралиште некој ќе најдеме, ќе спортуваме. Значи има начин. Да. Не може да биде да речеме ако кажуваме дека нели тоа треба и буџет и финанси, тоа не треба да не биде изговор. Не постои тоа, да. Мислам убаво е да си има буџет за да се олесни работата, меѓутоа ако тоа не е главен придонесител за фит тело. Ние уште од деца, мислам, сме трчале по топка, сме направиле некоја база, така што ги охрабрувам сите да влезат. Колку теретаните се полни во лето, а празни во зима? Да, значи во лето, мислам, нормално е сега луѓето си шетаат, одмараат, летото е малку по-растеретено, плюс Сите сакаме да направиме телоза на плажа за Така, да, ама и знаете како сега имаме ние и во држава по кејот барем услови за вежбање на оние што ги викаме на шип. Да. И многу луѓе гледам, јас имаме ние еден дел во теретаната кај што работам во Синерџи, имаме еден дел со вратило со шипки каде што аз зазими малку одма се пуни тој дел, така што луѓето и надвор сакаат гледам да вежбаат. Сега не е баш многу убаво со загадениот воздух кај нас да се вежба надвор, меѓутоа сепак колку може да се избегне тоа, а од друга страна, штом залади малку, секако и луѓето си доаѓаат, ќе видат изгледа на плажа дека не изгледаат како што сакаат и одма идат бујрум. И тоа голема маса на луѓе зборам. Да. Октомври, ноември веќе се полни. Да, и сега некако како некое непишано правило на социјалните мрежи, барем има еден таков наплив на не само на фитнес тренери, и на луѓе кои што вежбаат и ти кога постојано го гледаш тоа и кога ќе гледаш некој како изгледа и ти си викаш чекај, што правам јас дома? Фрлаш пица, фрлаш се што има пред тебе и одиш да вежбаш затоа што мотивиран си, ми се допаѓа тој бран на позитивна енергија која што го даваат социјалните мрежи. Да, од една страна и мене ме боли вратот пошто сме ние цело време вака и верувам дека ти најдобро знаеш луѓето дека имаат и физички проблеми, како што кажавме, не знам, сколиоза, рбет. Така јас во последно време се почесто и почесто работам со клиенти корективни вежби за да го поправат држењето. Мислам сега ќе дојдат да слабеат, нели, во главно луѓето доаѓаат за тоа за естетика. Ќе дојде и ќе ми мислам давам јас одредени вежби кои што голем дел од клиентите не можат ни да ги изведат заради тоа држење. И мора постепено да ги внесеме во процесот. Ама да не ги обесхрабрувам, за се има решение, за се има начин, така што тоа е нормално, мислам, со секојдневните работи. Мислам професии. Да. Ѓуро, дали некогаш си помислил да влезеш во теретана, може би и си бил? Многу често. Ама таман да влезам се пишем. Поменуваш правец. Што те предомислува да влезеш? Па ја менувам професијата, просторијата. И каде одиш? Па во најблискиот локал. Ама зошто? Затоа што таму ми е поубаво, кажи. Па не знам. Други вежби има. Да. Други Ментални вежби. Така е. Ѓуро, кој ви е омилен политичар вака еве? Од кого така се огледувате во Македонија? Сите ова независност која што имаме. Или под светов, не мора да биде од Македонија. Па искрено немам омилен политичар. Најискрено. Немате? Не сум ни имал никогаш. Може на почеток кога се осамостојувавме ми беа поинтересни тогаш, сега ми се досадни. Политичка фраза? На 15 Ќе ова, септември. ќе она, ќе ова, ќе она. Ја тоа го запамтив, на 15 септември. Ќе ова, ќе она. Добро. Се нешто е во идно време. Да. За жал. Паметите да, одредена фаза во вашето живење кога било подобро? Време, политички околности? Било подобро пред да ни дое демократијава, например, еден период 89-90 и негде таму 98 до 2000-та. Колку што се промени? Политичкиот амбиент, луѓето, Па и економијата? политичкиот амбиент и луѓето се отуѓа. Политиката ги скара луѓето, почнаа да се делат на вакви, такви. Дури почнаа да се мрзат, што е страшно. Колку знаете да на екраните се караат, условно кажано, а кога ќе седнат во одреден локал да се обединете во интересот кој што некако ги движи сите? Сум бил сведок кога се караат во собранија, а после во ресторанот заедно уживаат и до песна доаѓа некојаш. Зависи од пијачката. Имате ли вака пријатели од политичките води со кои што сте блиски?
Блиски не, но имам познаници и пријатели од сите политички партии. Мислам, мене не ми е битно од која партија е, дал е добар човек или не. Така, дал е добар пријател или не. Зевзакманија трае долго. Тука ги критикувате, условно кажано, сите кои што се во политичкиот живот, па кој е најинтересен за глума? Ете ни Најинтересен ми беше Никола. Тука излезе еден клип кој се прошири низ цел свет и Балкан. Тоа немам ни женска, ни друштво, ни кола, Никола. Си замине човекот. Мислам во друга држава, да не се сватиме повеќе. Може ќе се врати, не знаеме. Да. Вака, сакав еве уште еднаш да се навратиме на здравиот живот. Никако барам некој е поврзано, затоа што ете Ѓуро не иде во теретана, не вежба, оди во кафана, претпоставам. Па и тоа е некој начин на вежбање, ама има таму други вежби. Па здрава исхрана следам. Пошто морам од здравствени причини, пошто панкреасот ми беше малку оштетен. Добро, како си со здравието сега? Па фала Богу, добро е. И морав да бидам на посебен режим на исхрана. Например, мене не ми треба слабење, ми треба дебелење. Топ изгледаш сега, не знам. Па добро. Добро, сега сум во политика, морам да изгледам топ. Кога сме кај исхраната, тоа сакав да прашам. Гаго, имаме многу предрасуди, еве утрово зборувавме за леп, нели, како лебот најголем непријател наш, пон со јагле-хидрати, ама и кога станува збор за исхраната, имам чувство дека се појавија на пазарот многу не фитнес тренери, туку многу експерти во областа на исхраната, многу нутриционисти. На што треба најмногу да внимаваме и на што треба да обрнеме внимание? Еве, например, јас од лично искуство кажувам дека нели секој човек е различен и нешто кое што функционира за мене не мора да значи и за тебе. Нели да си го слушаме телото, тоа ми останало, затоа што нели твоето тело е едно тело и знаеш што треба како треба. Меѓутоа, кои се оние најголеми митови кои што луѓето ги имаат кај тебе доаѓаат? Леле, немој да ми даваш ова ме поправа или не знам, со што се соочуваш вака? Често јас конкретно со жени кога работам, они не сакаат да се набилдаат. Јас сакам да се набилдам, па се мачам со години да се набилдам, тоа не е така едноставно. Значи преку ноќ. Да, не ја правам вежба, ми вика не сакам да не се набилдам. Тоа е еден од митовите, конкретно од аспект на исхрана. Сега модерно е све да е нешто штетно. Значи, ако гледате од овие што се на Инстаграм и на TikTok, ќе видите многу често, значи буквално едно по друго видео, јајцата не се добри за холестеролот. Следно видео, не знам, месото предизвикува рак. Што да јадеме на крајот? Да. Значи јас тоа им сугерирам на луѓето. Најдете си некој баланс кој што ќе вметнете и вежбање и некоја избалансирана, умерена исхрана. Значи вие не мора да јадете се под конец во одреден број на калории измерено. Вие може само да јадете колку што ви е потребно во денот, без трвлаци, што викам, значи може да си ги задоволите потребите за јадење, да си извежбате во текот на денот и тоа да е одлично. Не бараме од вас екстрема. Значи ние гледаме да најдеме некој баланс кој што ќе ви одговара на секојдневието. Што е тоа балансирана исхрана од кој што многу луѓе не го разбираат, а сите го препорачуваат? Значи, нас ни се потребни макро и микронутриенти. Макронутриенти ни се протеините, хидратите и мастите. Микронутриенти се витамини и минерали. И сега од тој аспект ние треба да имаме се што телото ни бара. Значи, еден одреден избалансиран, треба да имаме доволен број на протеини, хидрати, затоа што хидратите ни се енергијата, протеините сепак и за мускулна регенерација ни се важни, мастите особено кај жените за репродуктивното здравје, значи мора да внесуваме се од како се вика од наведеното. Да. Луѓе демонизираат многу често хидрати, не смеам ја хидрати да дадам, не навечер не смеам да. Јас сум таа. Знам заради тоа и напоменувам дека најголем непријател ми се јагле-хидратите. Ништо не во животов не ми е непријател. Најголем непријател ни е лежењето и несериозноста, да. Значи... И ова со далечинското по цели денови, така? Да, апсолутно. Гаго, сте доживеале ли успех да направите на неколку промена за која што и лично сте горди? Неколку. Јас веќе работам со години, што значи дека што имам примери кои што дури сум се изненадил, затоа што првично сум добивал отпор апсолутно. Нормално е тоа. Луѓето кои што цел живот седеле качеле килажа која што е дури и страшна, одеднаш ги внесуваме во теретана, нормално е да не идеме на отпор, меѓутоа сум видел
буквално преполовување на луѓе. Лично сум работел со луѓе кои што се преполовени. Или па од другата страна на спектарот, луѓе кои што од буквално со анорексија се бореле, па сме ги довеле до еден фит изглед и што не е само важен изгледот. И крвната слика сме ја регулирале. Значи, тоа е примарно. Ние можеме до утре да се мачиме да изгледаме убаво, ако крвната слика, ако здравјето не е добро, не можеме да направиме ништо. Така, многу често, извини Александра, кога само да не го заборам прашањето, многу често и мене ме прашувале луѓе, ама чека сега, јас сакам да се поправам, дали можам тоа во теретана, нешто кое што го спомна, значи теретанава не е само за да ослабнеме или за да се моделираме, оформиме, туку е и за качување на килограми. Клучен фактор за качување или симнување на килограми е храната. Значи, теретаната е како една алатка со која што си помагаме во целиот процес. Значи ние за да ги изголемиме мускулите треба да ги оптеретиме. Нас не е потребен мускулен стимул за да растеме. Меѓутоа ако ние после тој мускулен стимул јадеме глупости и не го нараниме за да го регенерираме, ние џабе се мачиме. Не е џабе, ништо не е џабе, меѓутоа си го отежнуваме процесот. Која храна ја ставате во тој пакет глупости? Грицкањата, чипсот. Најмногу чипсот, да, грицкање. Јас затоа што мислам сега да сум жив и здрав, јас знам некојаш благо да си каснам, ама сепак умерено, ама не можам да разберам, чипсот не можам да го разберам. Например, од друга страна, алкохолот го разбирам затоа што е социјален момент. Значи, луѓе сакаат да се дружат во кафана, родендени, свадби, нормално е да се прослави. Да. Умерено, нели, нормално. Меѓутоа, и тоа е, ако земеме од нутритивен аспект, ѓубре, буквално. Меѓутоа, пак има некоја доблест која што ни одговара во општеството. А за чипсови, мене ми е тотално нејасно за такви грицки глупости што јадат луѓе. Буквално никаква нутритивна вредност нема во нив. Колку младите се генерално оптоварени со овие празни калории и имаме младина која што е со исклучителна зголемена тежина. Бројки кои што се фрапантни, а некако јавноста како да не е свесна за моментот дека имаме дебела младина. Апсолутно, значи, мислам дека се потекнува, сега малку ригорозно звучи, мислам дека се потекнува од мрза. Јас лично од себе тргам, сум имал денови кај што не ми се готвело, значи нема шанс. Ја и не сум некој готвач, жена ми да е жива и здрава, тоа е нејзина обврска. Јас, значи, не ме мрзело да спремам нешто и фати се за чипсот, фати се за благото, фати се за нешто што е брзо тука што можам да го каснам за да се заситам себе си, а тоа го прават и луѓето нормално и се особено станува сабајле поспан. За пола сат треба да стигне на работа, ќе грабне нешто колку на брзинка или ќе нарача од тоа сега ние на секој трет чекор имаме ресторани за брза храна. Нарачај, а е искрено приступачно е, може да си дозволат луѓе. Многу е поевтино да речем да јадат хамбургер од сендвичара отколку да си спремат оброк. И тоа е неколку фактори се кои што допринесуваат до овој момент. Мене многу ми помогнало тоа, не знам дали го прочитав, дали го видов, не знам или кој ми го кажал, значи не го внесувај дома. Кога идеш во супермаркет, пази што купуваш, затоа што тоа дома што го имаш и кога ти е нели 5 за 12, кога брзаш ти ќе посегнеш по тоа што го имаш дома. Не го внесувај дома. Апсолутно, ама и уште една работа за супермаркет сум приметил. Значи, гладен не се купува. Значи, гладен нема шанси. Прво најдете си се нешто убаво и после тоа ќе идеме да пазариме. Значи, секакви глупости. Ја поминувам поред полицијни и гледам. Не знам, чипс, благи, некој јас за благите конкретно. Ами интегрален чипс има се. Каков интегрален чипс? Значи, гледам, поминувам и све нешто ми се јаде. Аз сваќам само, значи, мора да си го програмираме мозокот дека уствари сме гладни, само и дека ни треба оброк здрав, правилен. Да. Ама и денеска по супермаркетите имаме апсолутно се. Никој денеска не чита нутритивни вредности или мал број на луѓето, нели не можам да генерализирам, меѓутоа никој нема време сега да седнам во маркетот и јас да читам колку шеќер има, колку јаглехидрати има и луѓето посегнуваат по апсолутно се што е интересно, боички, а тоа веќе се маркетиншки трик. Знаете како се гледам за младината, да ќе се навратам за децата конкретно. Не може се што детето ќе посака во маркет тоа да му се купи. Значи нормално е сега ќе влеземе во маркет, ќе видиме шарена некоја етикета со гумени бомбони, ќе почне да плаче детето, ајде земи. Не може, едноставно има правила кои што мора да се почитуваат. Децата гледаат исто и дома како се однесуваме ние и тоа го прават и они. Така. И што јадат родителите, како се исхрануваат и истото нормално. Не, мислам, да тие гледаат, има и случаи кај што ќе сака да се обиде да проба нешто. Нормално е и слободно нека пробуваат децата. Меѓутоа мора се тоа да се контролира. Ѓуро, што очекувате на 19
Еве го на прагот. Да влезе во теретана. Тоа после 19 ќе сменам стил на живот. Може, добро. Почекувам што повеќе граѓани да излезат на изборите, да гласаат како што мислат да гласаат и да не дозволат други да одлучуваат за нив, односно едно мало војничко малцинство. Вака јавно може да ја се обратите на сите кои што ве гледаат, ве сакаат, ја сакаат Зевзакманија, што Ѓуро ќе промени. Па ќе почнем од администрацијата. Опа. Например, имаше интересен пример што ми го раскаже еден мој пријател. Тоа не е далеко од овде, тоа е во Црна Гора. Он има таму некој апартман и во дворот сакал да направи гаража. Отишол во општина и жената што работела таму на шалтер му рекла: "Господине, сакате ние да ви ги бркаме документите или сами ќе ги бркате?" И он нормално рекол: "Вие, ако може на еден шалтер све да се заврши, окей." И му рекла: "Добро, господине, тоа ќе ве чини 50 евра." И пријателов, имајќи искуство од кај нас, помислил дека му бара 50 евра за да му заврши работа. И дал 50 евра, она му рекла: "Не, господине, тие 50 евра се да ги уплатите во општината." И вика: "Се зачудив, уплатив. За некој месец на мейл ми доаѓа: вашите документи сте спремни, дојде да си ги подигнете." Просто едноставно. Зашто да малтретирате народ? Значи треба да ги поедноставниме работите во административниот систем. Една работа. Втора работа, центар мора да биде посебен, одвоен од град Скопје, зашто центар е центарот на оваа држава. Да. Центар мора да има свое комунално предпријатие, не овие со метли што шетат луѓе, него да има и своји камиони. Сам да го собира сметот, сам да чисти. Во центар ни е владата, собранието, сите најважни институции ни се во Да. центар. И зашо центар да зависи од Сарај или Шуторизари или Газибаба или Карпаш, што знам таму. Така. Ќе продолжиме со овој разговор, почитувани гледачи, во продолжение на јавам краток блок на реклами, останете со нас.